Во денешната емисија ќе зборуваме за безбедноста на храната. Агенцијата за храна и ветеринарство е формирана во 2011 година со спојување на Дирекцијата за храна и Управата за ветеринарство. Агенцијата е еден од самостојните органи на државната управа на Република Македонија и е под директна надлежност на владата. Оваа институција има исклучително важна улога во грижата за нашето здравје. Миланов, добре дојдовме во Агенцијата за храна и ветеринарство. Вие сте веќе 6 месеци директор. Запознаени сте со работата. Агенцијата е под директна юрисдикција на владата на Република Македонија. Меѓутоа, ајде најпрво, која е основната функција, зошто постои оваа агенција? Најпрво би сакал да средечен поздрав до гледачите на Агробалкан и ТВ Алфа. Добре дојдовте во Агенцијата за храна и ветеринарство. Агенцијата за храна и ветеринарство е самостоен државен управен орган за вршење на работите во областа на безбедноста на храната и храната за животни. Спроведувањето, надзорот, контролата на благосостојбата на животните, храната за животните, ветеринарното и јавно здравство, како и контрола на националните референтни лаборатории со кои што придонесуваат и ние соработуваме заедно со нив. Агенцијата за храна и ветеринарство е одговорна институција која станува збор и за законодавството и контролните системи за прашањата од областа на безбедноста на храната и храната за животни на највисоко ниво во Република Македонија како одговорна функција, како одговорна институција, како и комуникација со останатите надлежни институции во Европската Унија. Ние сме исто така и носители на поглавје 12 во безбедноста на храната во преговарачките рамки со Европската Унија. Исто така да напоменам дека Агенцијата за храна и ветеринарство е контакт точка за безбедност на храната на Европската агенција за храна ЕФСА, како и за контакт точка за системот за брзо распознавање за небезбедна храна или РАСАВ систем, како и контакт точка за Кодекс Алиментариус. Целта и активностите кои што ги превзема Агенцијата за храна и ветеринарство е контрола на целиот систем со храна, од производствен, од извоз, увоз. Пред се, највеќе се грижиме за здравјето на луѓето во однос на конзумирањето на храната, означувањето на храната, до самите потрошувачи, начинот на кој што операторите ја декларираат таа храна на амбалажата. Се грижиме за здравјето на животните, благосостојбата на животните, храната за животните, како и за животната средина, кој што отпадот од животинско потекло за загадувањето на самите животни. Ние сме усогласени согласно европското законодавство, да кажам, 90%, пошто ги следиме европските регулативи, имплементирани се во нашето законодавство. Една од тие одлуки за усвојување на системот за оправување, со квалитет преку имплементација на меѓународниот стандард ISO 9000/2008, кој што со тоа кажува колку е квалитетот на услуги на висок степен агенцијата ги дава во однос на самите граѓани. Ќе напоменам и тоа дека од крајот на 2024 година ние како институција влеговме меѓу 7 институции во Република Македонија за дигитализација на услугите. Веќе 30 дигитализирани услуги постојат на порталот на дигитални услуги, као дигитализирани, и 25 услуги од општ карактер. Да напоменам и тоа дека Агенцијата за храна и ветеринарство е во секојдневен комуникација и работни групи заедно со корелација со Министерството за земјоделство, шумарство, водостопство, заедно со Министерството за здравство, Министерството за животна средина, Министерството за локална самоуправа, како и Министерството за финансии.
Каква е организацијската поставеност во самава агенција и има ли агенцијава доволно капацитет да одговори на овие потреби? Агенцијата за храна и ветеринарство своите активности ги спроведува на целата територија на Република Македонија. Централата на агенцијата или седишто на агенцијата се наоѓа во Скопје. Има 34 подрачни единици на целата територија на Република Македонија, од кои што 29 се активни, 11 од тие се на граничните премини каде што се внесува инспекцијски места каде што се внесува храна од животинско потребло и живи животни и 17 исто инспекцијски места каде што имаме храна од неживотинско потекло, како и материјали и производи кои што доваѓаат во контакт со храна. Моментално во институцијата работат 324 административни службеници, од кои 226 се во секторот за инспекцијски надзор, значи таму имаме официјални ветеринари и инспектори за поголемиот дел официјални ветеринари и инспектори за храна. Согласно правилникот за систематизација во Агенцијата за храна и ветеринарство функционираат 9 сектори и одделенија во тие сектори. Имаме сектор за благосостојство и здравствена заштита на животните, сектор за ветеринарно јавно здравство, сектор за храна од неживотинско потекло, сектор за ЕУ и меѓународна соработка, сектор за проценка на ризик, сектор за нови прехранбени технологии, да не заборавам сектор за стручна поддршка и сектор за општи административни работи. Во агенцијата имаме и тројца државни советници и да напоменам дека во агенцијата имаме и 6 самостојни одделенија. Тоа е одделение поврзани со работи поврзани со директорот кабинет, одделение за внатрешна контрола и аудит, одделение за внатрешна ревизија, одделение за финансиски прашања, одделение за следење измами со храна. Значи, според ова што го изложивте, верувам дека вие како институција, одговорна, една од најодговорните институции, може да одговорите на предизвикот што значи безбедност на храна за граѓаните. Така. Ви благодарам. Благодарам и на вас. За поголема безбедност на храната потребни се и почести контроли, не само на производителите, туку и на операторите со храна. Во последниот период забележителна е поголема активност на инспекторатот, чија што работа е крајно одговорна. Стојковски, вие сте дел од инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство. Верувам дека често одите и на терен. Меѓутоа, според која законска регулатива функционирате во врска со безбедноста на храна? Добар ден на почеток на вашите гледачи, на вашата емисија Агробалкан, на вашата телевизија ТВ Алфа. Да, јас сум работам како ВД помошник раководител на секторот за инспекцијски надзор. Имаме поголем број на законски акти, правни законски акти, кои што се надлежност на Агенцијава за храна, системот за безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарното здравство е опфатено, инспекцијскиот надзор исто би го спомнал тука и официјалните контроли, опфатени се од 9 закони кои што се во надлежност на нашата институција. Како основен правен законски акт е Законот за безбедност на храната. Освен Законот за безбедност на храната, тука надлежност имаме и Законот за ветеринарно здравство, Законот за здравствена заштита и благосостојба на животните, Законот за нус производи од животинско потекло, Законот за безбедност на храна за животните, Законот за ветеринарно-медицински препарати, Законот за идентификација и регистрација на животните и Законот за инспекцијски надзор. Тие се како основниот е Законот за безбедност на храна, но тие се сите под надлежност овие закони на Агенцијата за храна и ветеринарство. Исто така, Агенцијата за храна и ветеринарство има надлежност и на 8 дополнителни закони, кои што не сме носители како институција, но учествуваме во имплементирањето и во спроведувањето на тие закони. Тие се Законот за квалитет на земјоделски производи, Законот за органско производство, за земјоделско органско производство, Законот за заштита на потрошувачите, Законот за сточарство, Законот за рибарство и аквакултура, Законот за генетски модифицираните организми, Законот за животната средина, Законот за води и Законот за снабдување на води за пиење и урбаните отпадни води. Значи една голема надлежност има широка лепеза. Затоа сте и една од најважните институции во држава, дефинитивно, бидејќи да се разбереме, болестите главно влегуваат преку храната.
И ние се согласуваме како дел од структурата на Агенција за храна и ветеринарство, се согласуваме, имаме голема надлежност, но и одговорна работа за заштита на јавното здравје на луѓето. Апсолутно. И сега, вие како инспекцијски служби не само што вршите контрола на храната што се произведува во Македонија, туку и храната што доаѓа практично од увоз. Како изгледа една инспекцијска контрола? Како функционирате вие на терен? Вака, сега околу делот на контролите и околу инспекцијските надзори што ние ги кажуваме, тоа што, например, имаме ние редовни, имаме годишен план за редовни инспекцијски контроли што секој инспектор, инаку имаме инспектори во секоја подрачна единица или општина ово држава во Македонија и на граничните премини и терминали. Ние ги викаме како инспекцијски служби, например, што се по терминалите, тоа се инспектори, државни инспектори за храна од неживотинско потекло, а на граничните премини ни се инспекторите за храна од животински или официјалните ветеринари. Додека во општините или подрачните единици што ние ги кажуваме, имаме инспектори и државни инспектори за храна од неживотинско потекло и официјални ветеринари. При редовните инспекцијски надзори, што должност е на секој инспектор да направи годишен план за редовни инспекцијски контроли, си ги има сите објекти кои што се регистрирани во системот на Агенцијата за храна и ветеринарство како оператор со храна. Се прави и анализа и проценка на ризик врз основа на објектите. Дали има потреба некој објект со поголем ризик, ако произведува, например, ако манипулира со производи од животинско потекло, тие се како поризични објекти, може да има потреба и од 2 пати или најмногу и 3 пати редовни инспекцијски надзори во текот на годината. За разлика од објектите кои што се од неживотинско потекло, се проценува исто и се прави анализа на ризикот на објектот, зашто не е секој објект, например, еве да ви напоредам, хипермаркет, голем супермаркет и, например, бурек-джилница, што потпаѓаат како објекти под надлежност на државните инспектори за храна од неживотинско потекло, не е истиот ризик. Например, може во супермаркет се спакувани генерално производите и нема толкав ризик, например, се посетува, например, еднаш годишно при редовен инспекцијски надзор, а за разлика бурек-джилницата, например, може да се посети или ресторанот каде што се манипулира директно со храна до крајниот потрошувач, да се посети и до 2 пати при редовни инспекцијски надзори. Баш као од редовните инспекцијски надзори, ние имаме и вонредни инспекцијски надзори каде што може инспекторите да отидат и на објект што го метнале како во годишниот план за редовен инспекцијски надзор, но по некој допрен глас до институцијата, директорот издава работен налог до инспекторот под сомнеж дека некој правен субјект, оператор со храна, неправилно манипулира или има неусогласености во делот на безбедноста на храна, согласно Законот за безбедност на храна. Исто така, вонредните инспекцијски надзори се извршуваат и по пристигнати иницијативи до нашата надлежна институција. Ние имаме и бесплатна телефонска линија, имаме и инфомейл, каде што секоја засегната страна, буквално секој индивидуален човек може, доколку констатира, доколку примети некоја усогласеност, да пријави до нас. И исто така ние постапуваме, инспекторите постапуваат по тие иницијативи што се стигнати до нас. Исто така да не го забораваме, многу е битен и системот за РАСАВ, тоа е систем од Европската Унија за брзо известување за небезбедни производи, небезбедна храна од неживотинско и храна за животни исто. Тука како што впаѓа, каде што по некое нотификација или известување од некоја земја од Европска Унија дека е пронајден некој небезбеден производ, должни сме да, доколку тој производ е пуштен во промет во нашата држава, инспекторите во најбрзо време за да постапат и да се тргне од прометот, од промет што е пуштен или да се нештетно да се уништи. Како се врши инспекцијска контрола на земјоделски производи? Инспекцијската контрола на земјоделските производи на примарното земјоделско производо е надлежност на Државниот земјоделски инспекторат. Тука веќе кој што потпаѓа под Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, имаме голем дел и заедничка соработка, но додека производот е, како примерен производ е на поле, надлежни се Државниот земјоделски инспекторат. Од кога производот ќе биде земен од поле, например во откупните центри кога ќе биде пласиран за да се извезува, имаме и ние некаква надлежност во однос на
од купниот центар, што како оператор со храна е регистриран во Агенцијата за храна и ветеринарство. Инаку, например, кога ќе се пушти на пазар или во хипермаркети во промет, тогаш или по пазарите, надлежноста е на инспекторите на Агенција за храна и ветеринарство или државните инспектори за храна од неживотинско потекло. Правите инспекцијски надзори по пазари некојаш така да земете одредено стрева. Например, се случува пестициди дополнително да има во марула, во краставица, например, во домати, претежно во овие три производи. Правиме, значи имаме и редовни инспекцијски надзори, но имаме и воредни инспекцијски надзори, што минатата година беа спроведени, да ви кажам, по поголемите пазари низ државата, доста воредни инспекцијски надзори. Имаше констатирано некои небезбедни производи што беа отргнати од промет и нештатно беа уништени. Во делот на земаме редовно и мостри за испитување на зголемено количество на пестициди или на забранети пестициди. Што се можам да кажам еве генерално за изминатата 2024 година, сега моментално се изработува и годишниот извештај за работата на инспекцијското тело во Агенцијава за храна на инспекторите. И позитивен е податокот што при увоз, значи на граничните премини е констатирано и уништени се небезбедна храна од прилика некаде од над 70 тона. Значи, превентивно, нашите инспектори делувале таа храна наменета за пуштање во промет во нашата држава, да не влезе во нашата држава, нештетно да се уништи, некои од пратките нештетно се уништени, а некои од пратките се вратени од земјата на потекло на производителот, каде што се. За после производителот да се справи. За разлика од увозов што превентивно е спречен од нашите инспектори, можам да кажам дека податокот покажува дека во промет што е пуштена како детектирана небезбедна храна е пронајдена значително помала количина, односно е уништена 40 тони некаде. Значи ние делуваме, сакам да кажем, пред се превентивно да не дозволиме некоја храна при увоз да дојде и да се загрози здравјето на граѓанина. Иако може да се деси, дали од производство што викате тука, дали од примарно земјоделско производство, или при увоз, например, да дојде некоја храна во промет која што после се детектира во самиот промет при инспекцијски надзор и се констатира дека е небезбедна и небезбедно се уништува, се трга во најбрз можен рок од промет. Исто така да не забораваме, тука е многу битно дека Агенцијата за храна има и дупол систем, некако двоен систем за контрола на безбедноста на храна по мониторинг програмите што ги прави. Значи мониторинг програмите се изработуваат секоја година во рамките на Агенцијата за храна и ветеринарство, во рамките на стручните сектори, каде што покрај инспекцијскиот надзор, инспекторите го спроведуваат мониторингот, планот и програмата што стручните сектори сметаат дека може да предизвикаат некои небезбедни производи да се пуштени во промет. Врз основа, тој се прави врз основа на податоци на анализа, за разлика од 3 изминати години, која храна би можело да биде небезбедна, да кажеме, за пуштање во промет. Од агенцијата се упативме кон граничниот премин Табановци, каде што имаат своја испостава, која што врши контрола на храна и жива стока од увоз. Јас сум официјален ветеринар, ние вршиме преглед на увоз и транзит на производи од животинско потекло, но и на жива стока и значи на животни. За овие што се во контакт со храна, материјалите, тоа гледа другиот колега, значи тоа е за неживотинско потекло, ние сме за животинско потекло. Значи, кај нас сите пратки што се од животинско потекло, вклучувајќи ги живите животни, подлежат на преглед, на граничен премин, и таа постапка започнува со тоа што уште од самиот натовар на робата во било која држава што е најчесто кај нас доаѓаат од Европа, со самите документи што ќе ги имат, тие ги испраќаат на шпедиции и веќе ги запознава дека таква и таква роба е во план да патува и да дојде во Македонија. Значи вие добивате информација од Тоа ги добијат шпедициите, кои потоа ги внесуваат во систем. Значи има тука еден систем наречен Ексим, каде што по зависно тарифата се дава, значи се вади лиценца, шпедитерите ги внесуваат податоците и со тоа ние може да видиме и имаме увид во тоа дека е најавено, односно тоа е во западните земји, односно во Европската унија се вика како пренотификација, која што е задолжителна и според правилникот треба да биде минимум 24 часа, но ние дозволуваме и пократок период, затоа што некојаш не секогаш се спремни со документите, односно електронски да бидат поднесени. Откако ќе бидат поднесени, исто така ние имаме посебен систем кој се вика NFAP,
каде што шпедициите истите тие податоци што ги внесуваат за царина ги внесуваат и за нас. Така што ние тука може да видиме кои пратки се најавени за увоз или пак за транзит. Откако ќе пристигне возилото на граничен премин, шоферот ги носи документите во шпедиција, тие ги подготуваат, ги спремаат сите во хартиена форма и ги поднесуваат кај нас. Ние, значи, прво ги вршиме преглед на документацијата, значи тука е барањето, таксините марки уплатени, ветеринарниот сертификат кој мора да биде во оригинална форма, фактури, карго сметки, сите пропратни царински документи, со тоа се поднесува барањето кај нас и ние вршиме преглед на таа документација. Тука се прегледува, значи, дали е ова државата од кај што доаѓа одобрена за влез, дали објектот кај што е натоварено може да носи, пошто ние само робата во кај што влегува кај нас е дозволена само од објекти кои се одобрени од Европска унија, од нивната Европска комисија за храна. Така да што не може да биде било кој субјект или било некој да извезу во Македонија, а да не е на одобрена листа. Значи ние тоа го проверуваме, гледаме дали увозникот го е регистриран кај нас, каде му е местото на истовар, дали соодветствува со документацијата и исто така гледаме, проверуваме нето, бруто, тежина, сите тие параметри да се поклопуваат. Ево, сега пристигнува, да речеме, возилото кај вас, се прегледуваат документите, после тоа што сте до. Значи, после документацијската преглед се врши и идентификација, односно се проверува дали е тоа возилото, регистрација на тоа возило, пломбата дали одговара со наведеното во документите, значи тоа се врши идентификација на самото превозно средство и потоа може да се отвара возилото и се гледа дали робата што е внатре соодействува со тоа што е пријавено. Односно дали е на фактурата тоа, во сертификатот, дали одговара и се проверуваат, значи, идентификација на самата роба, марки, ове што ги има броеви, декларации, извозни броеви, тоа, значи, во витрината секој објект има свој извозен број кој што е наведен во сертификатот, дали се одвејствува на робата, значи се врши едноставно преглед на самата роба. И после тоа може да се направи и физички преглед. Физички преглед, значи, вклучува тоа дали ќе биде земање органолептички, да се провери мирис, вкус, конзистенција, боја на самиот производ, или пак може некоја обична физичка метода на сечење, ако е замрзнато да се одмрзне, да се види дали има некаков мирис, да се вари, да се пече, исто така да се види дали тоа содействува на нормалната. Значи вие го правите тоа? Да, го правиме тоа и на крај во случај на сомнеш или пак ако имаме појачена контрола или пак по случај на мониторинг, што го имаме секоја година како план, вршиме и лабораториско испитување, односно се зема мостра или се праќа на место на истовар или тука, зависно од условите, и тоа се праќа во акредитирана лабораторија на испитување, со тоа што доколку зависно од тоа дали е појачана контрола или пак е мониторинг, имаме различни услови, но генерално кога се испитува на микробиологија, таа роба стои под забрана, односно стои на место на истовар одвоена од останатата и не се пушта во промет додека не стигнат задоволителни резултати. Значи, според она што вие го работите, според ригорозните контроли што ги спроведувате, можеме ли да потврдиме дека практично ние јадеме квалитетна храна од овоз? Да, секако. Мислам дека сите параметри се запазени, значи внимаваме на се, како што кажав, значи ние одиме на тие обуки што се од Европска унија и буквално истите они што ги прават контроли и параметри на кои што испитуваат начин на работа е престикан кај нас. Значи ние буквално го работиме истото како што го работат во Полска, во Германија, Холандија, Шпанија и во другите европски земји. Потоа бевме во посета на Институтот за јавно здравје, каде што во акредитирани лаборатории се вршат повеќе видови анализи на мостри од храна и пијалаци кои што пристигнуваат кај нив. Во Институтот за јавно здравје доаѓаат мостри за испитување на храна и вода од сопственици, нели, на компании, производители и слично, на нивно лично барање. Тоа е едниот начин како ги добиваме мострите, а вториот начин е од страна на инспекцијските служби на надлежните државни институции, кои што узорцираат, тоест кои што земаат примероци од храна и вода и ги праќаат по случаен избор во лабораториите кои што се
акредитирани за сето тоа, каде што спаѓа една од нив, како што споменате, е Институтот за јавно здравје. Јас можам да кажам дека Институтот за јавно здравје е најстарата лабораторија со најмногу искуство и можам да кажам дека Институтот за јавно здравје располага со најсовремена опрема, најсовремени лаборатории, но што е исто така многу важно, со едуциран кадар за сето тоа. И оно што се испитува во Институтот за јавно здравје, навистина можам да кажам дека ние гарантираме за резултатите кои што ги даваме и за квалитетот на производите кои што се испитани кај нас. Какви се анализи се прават тука? Имаме широка лепеза на работи кои што ги испитуваме во храната и водата, пред се микробиолошки анализи, исто така акредитирани лаборатории, дури една од лабораториите на Микронија е и меѓународно акредитирана лабораторија. Понатака, освен микробиолошките анализи, правиме и физичко-хемиски анализи, испитуваме квалитет на храна, нутративната вредност во храната, протеини, масти, јаглехидрати, пестициди, адитиви, тешки метали, радиоактивност на храна и така натаму. Сите оние работи кои што се потребни да бидат испитани, за да можеме да кажеме да, оваа храна е добра или оваа храна не е добра, содржи тоа и тоа. Значи, како што споменав, работиме како акредитирана лабораторија по најсовремени стандарди и принципи. Сега, директорка, велиме оваа храна е добра, оваа храна не е добра, содржи нешто што не треба да го има во храната. Која е постапката потоа со онаа храна што нешто содржи во себе што не е дозволено? Без разлика дали храната или водата што дошла од инспекцијска служба или дошла на лично барање на некој од производител или увозник на некој од продуктите, доколку ние забележиме дека храната е исправна, во тој случај даваме резултат само на оној што ни бара и кажуваме дека е исправна водата. Но доколку добиеме негативен резултат, тоест неисправност по било кој од параметрите, ние како институт сме должни веднаш во текот на денот, нели, на сите начини на комуникација, да ги информираме надлежните институции, тоа е АХВ, Министерството за здравство и ДСЗ. Освен што ги информираме дента кога сме го добиле резултатот, ние тоа сме должни да го направиме и писмено, по писмен пат, да го добијат резултатот и известувањето, и понатамошното постапување е од нивна страна. Имало некогаш храна или вода што дошла кај вас на анализа со посериозни, да речеме, содржини во себе што не се дозволени? За жал да. И постојано имаме такви случаи кога добиваме храна и вода која што има неисправни параметри по некој основ и ние алармираме за истото. Но повторно потенцирам дека ние го испитуваме само тоа што инспекторите ќе одлучат да дојде кај нас. Не испитуваме се. И ние за она што го испитуваме гарантираме и за резултатот и за квалитетот. И уште ова сака да ве прашам. Кога веќе гарантирате за резултатот, значи ли тоа дека ова се референтни лаборатории, каде што буквално се може да се испита во храната, односно тоа што практично е дел на вашава работа, и нема ли потреба после тоа, да речеме, да се оди по лаборатории во Виена, во Париз или во Лондон, за да ние се увериме дека навистина храната е безбедна? Повторно ќе кажам дека она што се испитува во институтот, јас можам да гарантирам дека се работи по сите стандарди, со најсовремена опрема, акредитирана, со луѓе, врни професионалци, кои што исто така посетиле многу обуки за истото. Велите се. Она што е најактуелно, нели, во моментот ние ги следиме трендовите, кога се појавуваат некои нови работи во производите, ние сето тоа го нотираме и секоја година имаме акредитација на, тоест реакредитација на веќе постоечки акредитирани методи, но и акредитација на нови методи и нови стандарди, за да ги пратиме сите светски трендови, да не останеме, да бидеме на страна, пошто сепак ова е Институт за јавно здравје и треба да биде чуварот на јавното здравје во државата. Ми беше задоволство, ви посакувам успешна работа и продолжете и натаму да бидете чуварот. Благодарам и на вас. Човекот се повеќе ја сваќа важноста од здравата исхрана.
Затоа работата на овие институции е од исклучителна важност за нашето здравје. Во светот, па и кај нас, производителите и операторите со храна во трката по профит знаат да употребуваат и недозволени средства. Затоа инспекцијските служби мораат професионално да си ја вршат својата работа без отстапки и привилегии. Кога е во прашање храната, контролниот механизам мора да функционира безпрекорно. Никој нема право да си игра со нашето здравје.